додека ВМРО ДПМН славеше и се радуваше на изборните резултати, почина уште еден уставобранител у затвор. Денес на гробиштата во Камник го испративме во вечноста уставобранителот од 2017 година, осуден на 13 години затвор и бранител од 2001 година, нашиот херој Кире Ѓоргиевски од Скопје. Денес Македонија заедно со неговите татко и мајка останаа без син јуначиште, неговата ќерка без татко, неговата сестра без брат, неговите внуци без вујко. Крикот на неговата мака ја правеше душата полна со гнев и гор. Искрено сочувство до цела фамилија на Кире Ѓоргиевски, Бог да те прости, вечна ти слава, слобода веднаш. Ова е, како да кажам, еден врв на политичката иронија во оваа држава. Зашто? Затоа што луѓето кои што гласаа за ВМРО ДПМН, кои што гласаа впрочем за ослободување на овие луѓе од затвор, во меѓувреме додека повторно гласаа за ВМРО ДПМН, дочекаа уште еден човек од уставобранителите да го загуби својот живот у затвор. Патем ќе повторам, сум го кажал милион пати тоа. На 27 април во собрание влегоа ради ВМРО ДПМН, влегоа ради Македонија, влегоа ради тоа што веруваа на политичарите, веруваа во политиката и веруваа дека нешто можат да одбранат од тоа што мислат дека е исправно и било дел од нивниот светоглед. Еве 2 години речиси поминаа од новата власт, тие луѓе уште се у затвор. Голем дел од нив се со многу сериозни здравствени проблеми, пред се од стрес, затоа што веројатно нема ништо полошо од тоа да завршиш во затвор, знаејќи дека си навистина невин и дека не си сторил ништо со кое што би ја заслужил таа затворска казна. Голем дел од нив имаат срцеви проблеми, иако се релативно млади. Во меѓувреме Боки 13 е на слобода на пример, а овие луѓе уште се у затвор. Не знам до кога, не знам како оваа вест ја примија оние кои што гласаа за ВМРО ДПМН, ама тоа е тоа.